Во рутински разговор на Capitol Hill, членовите на Конгресот дебатираат за нови начини за одржување на присуство на САД во Пацификот, ангажирање со Тајван и спротивставување на Кина. Сепак, еден клучен пристап да се направи тоа е закочен во Конгресот. Станува збор за слободно здружување или КОФА, 20 годишен договор за економска помош од 7 милиарди долари за 3 пацифички сојузници – Микронезија, Маршалските острови и Палао. Во замена, САД имаат стратешко присуство во широкиот дел на Пацификот и право да ја одвратат војската на Пекинг. Но и покрај двопартиската поддршка, средствата на КОФА беа исфрлени од законодавството на Сенатот поради барање на конзервативците да се намалат трошоците. Председателот на Комисијата за надворешни работи на Представничкиот дом, конзервативниот републиканец Майкл Макол, вели дека е посветен на враќање на КОФА. Тоа е навистина важна компонента за Пацификот и спротивставување на Кина што беше изоставено, а не знам зошто. Во писмото од 21 февруари, 48 членови на Конгресот, вклучително 28 републиканци и 20 демократи, го повикаа председателот на Представничкиот дом, Майк Џонсон, да ги вклучи средствата во следната прилика, велејќи дека ако не се стори тоа, тоа би било, цитирам, најуништувачкиот подарок на САД кој може да го даде на Кина во Пацификот. Председателот на Палао вели дека Пекинг има корист од секој момент на доцнање. The Chinese are very strategic and when Кинезите се многу стратешки и ќе видат дека имаме потешкоти и тога си велат ова е оно што можеме да го направиме. Она што Пекинг вети дека ќе го направи, вели ВИПС, е да го преплави островот со богати кинески туристи и да изгради кол-центар со вработување на локалното население. Тоа е тактика која Арнолд Паласиос добро ја знае. Тој е гувернер на Комонвелтот на Северните Маријански острови, територија на САД. Паласиос вели дека на Пацифичките острови им е потребна финансиска помош од САД за да се спротивстават на економскиот притисок од Кина. Значи, како нација треба да се засилиме и навистина да испорачаме, бидејќи тоа е критично. Тоа е многу критично. Критично е за пацифичките сојузници, вели Паласиос, но и за националната безбедност на САД. Маршалските острови имаат дострели на ракети, големи инсталации кои ние како нација ги инвестиравме со децени во тие објекти. Можете ли да се замислите доколку Маршалските острови кажат доста е, сега ќе си заминеме? Жителите на Пацификот остануваат со надеж дека Конгресот на крајот ќе ги финансира договорите за слободно здружување, можеби веќе во март.